Гласот на Америка на македонски. Преку една деценија вашиот прозорец кон САД. А сега, директно од студиото во Вашингтон. Добро вечер, го гледате ТВ журналот News Flash на Гласот на Америка на македонски јазик, а со вас во оваа емисија ќе биде Јулија Велковска. Стотици демонстранти овој пат ја нападна амбасадата на Соединетите Американски држави во Јемен. Делот од бранот немири заради антиисламскиот филм од американска продукција. Следи редовниот блок вести. Во најновото насилство пред амбасадата на САД во Јемен загинале најмалку 4 лица, повредени се неколкумина други. Воедно биле палени и дипломатски возила во близина на зградата. Обезбедувањето употребило водени топови и предупредувачки истрели во обид да ги растера на собраните. Заради веќе четвртиот ден бран насилства, американските и странските мисии ги заострија безбедносните мерки на своите објекти. Демонстранти марширале во Египет, Иран, Ирак и Бангладеш. Во Либан тие го палеле американското и израелското знаме. Насилството се прошири во Судан, каде демонстрантите нападнале амбасадата на Германија. Протести имало и во Малезија и Индонезија, додека безбедносните мерки се зајакнати и во Авганистан. Во меѓувреме, кон либиското крајбрежје се упатени воени бродови на САД, а дополнителни американски маринци се распоредени во близина на амбасадата во Јемен. Од другите вести, Белата куќа денеска се очекува да ги обелодени плановите за имплементација на автоматско скратување на трошоците, мерка што се очекува да стапи на сила кон крајот на годината, доколку не биде постигната согласност за буџетот. Автоматското буџетско скратување во висина од 109 милиарди долари е резултат на договорот за намалување на дефицитот постигнат минатата година. И републиканските и демократските членови на Конгресот се согласуваат за потребата од намалување на федералните трошоци, но обете страни имаат спротивни ставови за начинот на реализација на овој план. Портпаролот на Белата куќа ги повика републиканците да соработуваат со претседателот Барак Обама за постигнување компромис по прашањето на буџетот. Сенатот ќе расправа за ова следната недела. Мухамед Али, легендата во боксот, е награден за неговите хуманитарни активности за заштита на човековите права. Медалот за слобода на поранешниот шампион му беше додален синоќа во Филаделфија, а покрај него беа неговата сопруга Лони и керката Лейла. 70-годишниот боксер веќе 3 децении се бори со Паркинсоновата болест. Републиканскиот претседателски кандидат Мит Ромни е познат по своите способности во деловниот свет, но тој е критикуван за недостаток на искуство во надворешната политика. Дов Заким е советник на Ромни за надворешна политика и што вели за некои од плановите на републиканскиот кандидат на ова поле. Мит Ромни изјави дека првото патување во странство, доколку биде избран на функцијата, ќе биде во Израел. При посетата на Израел во јули годинава, тој упати остри зборови кон сирискиот претседател Башар ал-Асад. Диктаторот во Дамаск не е пријател на Израел и не е пријател на Америка. Го убива сопствениот народ додека очајно се држи на власт. Сириските безбедносни сили и бунтовниците се во вооружен конфликт преку една година. Ромни ја поддржува идејата за поддршка на бунтовниците, вели Дов Заким, негов советник за надворешна политика. Ромни стави јасно на знаење дека ќе стори се што е потребно за вооружување на бунтовниците, што значи пари, што значи опрема. А во однос на Иран, еве што мисли претседателскиот кандидат. Треба да се употребат сите мерки за да се оттргне иранскиот режим од нуклеарниот курс и навистина се надеваме дека дипломатските и економски мерки ќе дадат резултат. Иран работи на програма за збогатување на ураниум, за која вели дека е за мирнодопски цели. Ромни нема да остави ништо на случајност, вели неговиот советник. Претседателот Барак Обама диаметрално се разликува од својот ривал за функцијата. На конвенцијата за номинација, тој вака тоа го артикулираше. Не можете да кажете дека Русија е наш непријател број 1, значи не Ал-Каида, туку Русија, освен ако не сте заглавени во времето на студената војна. Дов Заким објаснува. Не сме загрижени за Русија како за непријател, туку затоа што оваа земја е назад во однос на почитувањето на човековите права и е агресивна спрема соседите. Авганистан е друго прашање по кое Ромни и Обама се разликуваат, но Ромни не би се противел на планираното повлекување на американските трупи во 2014. За Кина, Ромни смета дека е манипулатор на својата валута, а за Африка, според неговиот советник,
ќе продолжи да ги поддржува програмите за развој. Мал број на жени во Пакистан излегуваат во јавност без да ја носат традиционалната бурка, но две жени дизајнерки од оваа муслиманска земја ја комбинираат модерната уметност и вкусот за високата мода за да креираат нов тренд. Погледнете. Модата е бизнис што цвета во Пакистан во моментов. Садав Малатер е една од помладите дизајнерки во оваа земја. Модата, вели таа, не познава граници. Постојат најразлични пакистански жени. Некои се поконзервативни, но сепак ја следат модата. Тие би ги покриле нозете, не би носеле кусо с долниште. Може би се решиле да ги разголат рацете или да се во тренд со тоа што е модерно во светот, но сепак купуваат овде. Најновата колекција комбинира редизајнирани стилови од пакистанската култура со оригинални уметнички елементи сликани на свила. Боите се меки, а стилот женствен, но шарите асоцираат на наслов, бодликава жица, крв, символи за радиоактивност. Анджам Нун слика приказни на платно, а потоа на материјал. Намерата била, вели таа, да се покаже отпорноста на пакистанскиот народ на сите проблеми со кои се сочува земјата. И во овој хаос, ова е разубавување, за кое попрво би се определила зашто зборува за таа отпорност. Ова е убав народ и ова е убава земја. Гордо го кажувам тоа, ние сме отпорни. Пораката може би е универзална, но засега само они од пакистанската елита може да си дозволат дизајни од оваа, буквално висока мода. Во понеделник во Newsflash, филмот "Причината за немирите во Блискиот Исток" производ на добро финансирана индустрија, велат експертите. Не пропуштајте наредната емисија. Терористичките напади на САД од 2001 создадоа почва за исламофобија меѓу американците. Дали победуваат негативните стереотипи? Гледајте Newsflash во понеделник. Го гледавте Newsflash на гласот на Америка на македонски, а јас сум Јулија Велковска од студиото во Вашингтон. Сите најнови содржини ќе ги најдете на нашата веб страница glasnaamerika.com. Доколку не сте, станете и наш пријател на Facebook. Пријатна вечер, уживајте во викендот и гледајте не в понеделник.